по иницијатива на градоначалник на општина Куманово, јас како службеник за млади со канцеларијата за млади, заедно со здравствениот дом Куманово и јавното претпријатие Чистото и зеленило, денеска организиравме акција за чистење и уредување на амбулантата во населбата Гоце Делчев. Како и уредување на амбулантата, така и надворешно уредување на самиот простор околу амбулантата, значи Карши основното училиште Кочурацин. Денешната акција опфаќа чистење на сметот, уредување на зелената површина, како и засадување на нови садници од страна на Чистото и зеленило, но исто така опфаќа и дел на боедисување на оградата на скалите и исто така боедисување на фасадата на самиот објект, со цел да се избојат шкртаните работи кои во моментов се наоѓаат на фасадата. Целта на оваа акција е амбулантата повторно да го добие својот сјај, да се отворат што повеќе ординации во самиот објект и целово ова место повторно да заживее, за да не се доведуваме во ситуација повторно да мораме да го чистиме самото место, и апелирам до луѓето да не го уништуваат тоа постоечкото што веќе го имаме и да го чуваме тоа што ќе се направи ново во нашиот град. Учесници во оваа акција се, како што веќе споменав, и оваа прилика сакам да ја искористам да им се заблагодарам на здравствениот дом Куманово, Чистото и зеленило, активистите и членовите на ХЕРА и Младинскиот центар сакам да знам, но исто така и на локални и млади волонтери и политички подмладоци, како и млади советници од Советот на општина Куманово има кои моментално учествуваат во акцијата. Би сакал само да им порачам на младите луѓе да бидат активни, како што си денеска во голем број активни на оваа акција, и се гледа дека младите сакаат да живеат во почисто и поеколошко Куманово. Би сакал да ги мотивирам да споделуваат свои идеи и да покренуваат вакви иницијативи, затоа што има кој да ги слушне, тука е општината, тука се институциите во Куманово, и сите заедно да ги спроведеме и да ги реализираме овие идеи и овие иницијативи. Ви благодарам.